Пласманот и ниските откупни цени се главниот проблем на земјоделците. На годишното собрание на Националната федерација на земјоделци, меѓу проблемите со кои се соочуваат фармерите, наведени се и климатските промени, проблемите со водоснабдувањето и позиционирањето на големите откупни центри. Од Федерацијата апелираат откупувачите навреме да склучуваат договори со производителите и во согласно со Законот за земјоделство до крајот, да ги пријавуваат количествата што планираат да ги откупат. Од надлежните пак бараат навремена исплата на субвенциите и на поддршката од програмата за рурален развој, како и ставање акцент пред се на регистрираните земјоделци што се столб на македонското земјоделство и исплата на предвидените 20% за нив во најбрз можен рок. Апелираме најбрзо да се направи стратегија за справување со климатските промени во земјоделството, кои се реалност повеќе од една деценија и во иднина ќе прават огромни штети. Пласманот и ниските откупни цени на земјоделските производи и натаму се проблем број 1. Затоа уште еднаш го нагласуваме барањето да се почитува Законот за земјоделство во делот на навремено склучување договори и нивно почитување од двете страни. Очекуваме навремена исплата на субвенциите и мерките од програмата за рурален развој, како и мерката за активен женски член од семејно земјоделско стопанство, за која имаше повик во 2019 година, се уште не е реализирана. Посебен апел упатуваме до владата и надлежните институции 20% наменети за регистрираните земјоделци да се платат најбрзо што може, напомена претседателката на Националната федерација Васка Мојсовска. Од Министерството велат дека земјоделството е клучен сектор во македонската економија и значаен работодавец, особено во руралните средини. Интенција на владата, според министерот Хоџа, е зголемување на производството и квалитетот, создавање конкурентни продукти со повисока додадена вредност, што ќе бидат извозно ориентирани. Земјоделството учествува со 8% од вкупниот БДП, околу половина од вкупната површина на земјата е земјоделско земјиште на кое преовладува растително производство. Приоритет на министерството е зголемување на земјоделските површини, приносот и квалитетот.